Професорке, вие имате улогата на рецензент. Се живее ли од минатото? Може ли да се живее од минатото? Од минатото може да се живее, ама иднината е најважна. Така, како го гледате делото? Што Еве, всушност да ви ваш... кажам како. Јас прво за авторот би рекла дека мојот драг пријател, архитектот Вангел Божиновски, зазема едно мощне, значајно, знаменито место во областа на архитектурата и мощне пошироко во македонската историја на архитектурата. Секако дека македонскиот небесно подиве има многу значајни личности во областа на архитектурата, но он со својот труд, со својата умешност, со својата знаење и од областа на архитектурата, и од областа на историјата, и од областа на новинарството, значи сепак го задржува своето едно врвно место во македонската архитектура, археологија и мощне пошироко. Јас кога ми рече Вангел да бидам рецензент, попрво да ја промовирам, промотор, книгата на Вангел Божиновски, прво кога го видов насловот, вон биланси евиденција, дали Херодот е татко на историјата, или пак е новинар кој по порачка пишува историја, јас како долгогодишен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, малку се запраша. А това, од друга страна, многу одговара на денешната ситуација, на политиката. Затоа што полно наши колеги историчари, како по порачка, да пишуваат историја. Еве, имаме ние со комисиите, нели? Мене тука ме заголицка и си реков, еднаш ја прочитав, па поново се повратив. Видов дека тоа се колумни, многу значајни написи и добив печаток дека во ова е доста едно квалитетно издание, каде што една слика се дава на многу настани историски од областа на историјата на Македонија. Видов дека во ова значајно дело се преплетува една значајна мисла. Значи се наврајкаме на историјата, ама ако не ја имаме убавата иднина, ние тука треба да правиме напор за да имаме убава иднина, да имаме иднина на младите поколенија. Ние не можеме, историското минато е богатство. Без богатството, без културното наследство, без идентитетот, без историјата, без јазикот, ние би биле една зграда која што нема подлога. Значи, темел. И тогаш што правиме? Значи, мора да имаме ние богато културно наследство, тоа културно наследство треба да го почитуваме, и ако си ја почитуваме историјата, јазикот, тогаш ќе бидеме побогати и ние тогаш ќе имаме златна иднина. Но, што ми остави впечаток? Дека македонизмот и патриотизмот во книгата на авторот Вангел Божиновски се преплетуваат една со друга како неразделни нишки. Потоа имаше една многу убава колумна во врска еден убав наслов со струга. Кога го читав тој наслов, добив печаток. Значи, струга убава како древен град, со многу убави споменици во струга. Но видов дека реката течи од минатото. А ние си седиме на клупата, како посматрачи. А што значи тоа?
реката течи, споредува со минатото, а ние с некако пасивни посматрачи. Значи немаме среќна иднина, само оди реката. Потоа имаше една споредба со реката Вардар. Исто реката Вардар оди кон Солунскиот залив. Но и тука ние си седиме како посматрачи на клуба. Но дали ние можеме да свртиме реката Вардар да иде во обратен правец? Што значи тоа? Значи, ние не треба само да гледаме како течи реката и да се воодушевуваме на течението, но треба да свртиме од една светла, позитивна иднина, застречна иднина на македонскиот народ. Значи, со едни такви мисли убави е целата содржина на авторот Вањгел Божински.